Да. Ало? Да. Еј, морав да се јавам. Да. Од австралскиот број се јавам, новој број, така што нема проблем. Аха. Слободно може да зборуваме. Нема теорија да не слушат, освен во Германија ако не слушат. Да. Се слушам сега со овој Нини од Србија. Добро. Јас сум излезен некаде бај се враќам. Вака сега не даде ни да ни не. Меѓутоа мојот чувство е дека ќе прифати. Меѓутоа замоли уште еднаш до крајот на неделата, треба до петок сабота. Требало да виде мислам се, знаеш, не каже да, не каже ни не. Ама почна да зборува за преку кои фирми би одело тоа, како би било, да провери регулација во Србија, вика најверојатно ќе треба да биде српска фирма. Али останавме на тоа, значи 2,5 милиона евра за 51% или тоа ќе обрачунаме по број на акции, од кој 1,5 милион во кеш, од кој 300 до 400 евентуално значи унапред, а другите 1,200,000 во 10 месечни рати, а 900,000 евра жирално. Сега и он самиот спомна, вика јеби го, вика можеби овој говернерот Трпевски ќе ми прави проблеми, не знам. Мислам дека ќе прави. И он самиот спомна тоа, не знам. Да, мислам дека ќе прави, особено ако сумата е слична со сумата на овие, а ние така го правиме, нели? Па не е баш така, 400,000 евра повеќе. Овие нуде 500,000. Ама рачунајте дека овие ќе излезат со поголема сума, тоа им е само почетна позиција, највише. Па добро да ќе одиме и ние нагоре сега. Да, да. Ќе оди он нагоре на сметка на кешот што ќе паѓа доле, тоа е тоа. Меѓутоа позитивно ми звучи, тоа сакам да ти кажам. Добро, добро. Океј, ќе се видиме. Ја кога треба да му кажеме? Не, он ќе се јави до петок, ама каже дека разгледувал уште некои работи, замоли до петок. Добро. Викам нема проблем нини. Али зборот ми е дека сум 90% сигурен дека ќе прифати ова. Сега може да се врати назад, ама ќе видиме. Добро. Али не кажа ни да ни не. Мислам ни за сумата ништо, не сакаше да зборува за тоа, само вика дај ми до петок да видам некои други работи, па после ќе ти кажам што е моја позиција. Али вак сега имам добри вести. Се слушнав со овој. Попладнево некаде кај 6-7 сата беше. Вака, значи он прифаќа 2,4. Добро. Значи за 57%, од кој 900,000 ќе префрле жирално и 1,5 ќе префрле во така, во готовина. Сега од тие 1,5 неговото 900,000 погледова. Што колку е? Погледот 900,000, 50 милиона. Тоа е околу 50 неколку милиона, да. Па како ќе го оправдаме, зашто даваме на него, не на овие други тие, тие четват 500 милиона. Тие 500 дават пред никога, да. Да. 500, ама мислам име тука флексибилност сега, нема тука ако треба да се зголеми овој, ќе ја зголемува, не. Да, јасно. Не е проблем тоа. Мислам дека сме окей. Сега за деталите не зборувавме, мислам и по телефон многу, меѓутоа ќе решиме сега дали како и как ќе тече тоа понатаму, ќе видиме, меѓутоа генерално прифати, значи од тие 1,5 милион што се во кеш, он предлага вака, вика тоа е најмногу што може да направам, 200 веднаш. Јас инсистирав малце повеќе, ама вика тоа е најмногу, 200 веднаш сега, 200 после месец дена. И тоест веднаш нели по подпишување, мислам. 200 после месец дена после подпишување и 110 пута 10 месеца. Понатаму. За мене мислам дека е прифатливо, размисли вечерва, дај ми зелено светло утре и да започнеме што побрзо да урешаваме тоа. Ако веќе не ти е уште сега. Прифатливо, Значи да почнем утре, така? Значи за 12 месеци целосно ќе се покриеме. Па да речеме 10 месеца од моментот на подпишување, 11 месеца од моментот на подпишување, да. Така. Ако подпишеме ноември до дојдеме. Добро, окей, прифатливо. Не, види. Мислам дека е сосема добра понуда. За ова предходното како он дава ли се на мене? Па види вак сега, јас не сум се, значи поради тоа што сум бил на пат, не сме се виделе 2 недели и плюсот кој ги купа тие 3,5% во банката, му кажав да ги задржи се одека да му биде како гаранција. Да. Од тие рати што не ги дожи до сега, така што сега последна рата може да му биде гаранција, не. Да, добро да, ама и не се добро да не прави проблеми. Како и да не прави. Последните 2 недели јас не сум имал време да ги видам, бејќи на пат бевме. Така, добро. Така што утре ќе го видам, добро. Не, мислам нема никакви индикации дека има проблеми. Тоа ми е зборот. Добро. Така што мислам дека е сосема окей понуда. Како одма да аламираме, како да направиме сега? Се љубеше да правиме.
Они тука треба се буткат таа процедура, не можеме ние. Не знам како тече процедурата сега. Значи што треба, банката треба да го извести гувернерот дека е најдено купувач. Треба согласно со акционерите, значи треба да направиме сега да не ни преземе некој меч. Он некако банката ствари одма да пушти утре се бајле, ја му на боја вечера, не може банката, треба прво овие да дадат некое. Ета да ја речемо. Да. Овие треба. Што побрзо да даде, за да не. Не, ваче утре ќе се видам со Бајаджиев и со овие да ми кажат кои се постапките за понатаму. Ќе се видам после со човекот ново и Нини овде. Бајаджиев уште некој време да не го кажуваме. Некој треба да ми каже каква е постапката. Некој треба да ми каже како е постапката. Кој се чекува дека е следна. Ако има договор некаков, одма треба да го испратиме во Народна банка за да види дека нешто се деша. Добро, што немаме такво нешто? Треба да го имаме. Или тој веднаш да поднесе барање до Народна банка уште утре неговата компанија. Добро. Најболje е тоа, одма да поднесе барање утекот на утрешниот ден. Макар и некомплетно, а наредите. А нели треба прво нашите собрание на акционери да даде согласност прво? Како он може да донесе барање пред ние да имаме согласност? Нека поднесе од ќе преземе Мирчевој. И да не може, нека поднесе. Добро. Еве кај, зборум со Јасмина кој е така, ама не знам овој па да не го изреволтираме, не знам се што да правиме. Кога да не револтира? Маријан да не почне да зборува. Не бај зборови, ама еве јас ти кажам, јас ги знам тие работи горе доле, знаеш. Не е проблем, јас ти му кажам, овој нека да остава да има меморандум некој така да има. Ама ако нема, пошто ние немаме време да губиме, он утре нека поднесе барање, он не може утре да поднесе комплетно барање. Да. Шакаш, не може тоа утре да го направи, треба недела дена да се подготвува за комплетно. Добро, може само известување, да каже дека во разговор со представници на акционерите кои представуваат возински пакет, дека постигна согласност и да во тек се постапки се откупа 57% од тоа за ви го поднесам барањето и напоменувам дека во текот на наредните денови барањето ќе биде комплетирано. Комплетирано, окей, може така. Значи прелиминарно известување дека е донесено начина согласност и дека многу во наредните денови очекуваме да се формализира процесот. А во меѓувреме да свикуваме собрање на акционери и се до тоа да се тече како постапка. Затоа да викам, не може Маријан да не го известиме, мора да биде во тек.